За половина година трета смена во Републичкиот судски совет. Најпрво Црвенковска си поднесла оставка со образложение дека се соочувала со бизнис и политички влијанија. Пуч во судскиот совет и разрешување на Весна Дамеа. Сега е избран за председател на судскиот совет Сашко Ѓоргиевски. Со најаве дека судскиот совет ќе биде транспарентен, но уште на самиот старт како да потврди работата на ова тело кое ја разрешува и именува суди. Добро ден за Дарко Аврамовски, директор на Коалицијата за правично судење. Дел од експертите, дел од невладините организации бараат колективна оставка на сите суди и членови на судското тело. Кој е правниот механизам за конечно да добиеме прочистен правосуден систем? Сметаме дека во оваа ситуација и формално правно и морално и етички најсоодветен излез од оваа ситуација која што е практично последица на незаконското постапување на судскиот совет е токму доколку самите членови на судскиот совет си поднесат оставки. Тоа е првенствено така заради тоа што и во законот имаме пропуст, па не е соодветно предвидено како и кому овие членови на највисокото тело на самоорганизација на судскиот систем одговараат и пред кого ја даваат својата отчетност за работењето. И токму во таква ситуација, имајќи предвид дека тие самите практично донесува низа незаконски одлуки, сметаме дека е најсоодветно и доколку самите си поднесат оставки. Но очигледно апелот од невладините и од експертска група како да не допира гласот до нив. Професорот од правниот факултет Борче Давидковски деновиве за Слободен печат ке рече потребна е темелна ревизија на правосудниот систем, како и механизам со кој членовите на Републичкиот судски совет ќе бидат отповикани од функцијата, а кој сега не постои поради тоа што судскиот совет си прави што сака. Кој би бил новиот модел за да добиеме ефикасно тело кое ќе ги оценува и избира судиите, за да не ни се случи да имаме судии кои ќе бидат избрани по принципот на политички, роднински врски. Така, имаме во нашата историја имаме применето неколку модели за организација на овој систем и за избор и разрешување на судии, меѓутоа се покажало до сега дека буквално секој од тие системи може да биде злоупотребен доколку некој тргне со намера да го злоупотреби и да го изигра таквиот систем. А од друга страна има примери од светот каде има навидум на хартија многу лоши системи за осигурување на судската независност, но во практиката тие функционираат многу добро и практично во таквите земји и системи нема проблеми со какви што се соочуваме ние во Македонија. Од тука треба многу сериозно да се размисли за тоа доколку се пристапува кон промена на законскиот модел и воведување на можност за одговорност на членовите на судскиот совет. Особено затоа што треба да се види, првенствено не треба да биде загрозена таа независност на судскиот систем, токму затоа и беше напуштен моделот во кој собранието ги избираше судиите и беше основан ваквиот судски совет кој мнозинството на членови во овој совет се практично избрани од самите судии на непосредни избори. Дали хаосот во судскиот совет на тапет го стави целокупниот правосуден систем? Апсолутно да. Доколку се земе предвид дека судската власт како една од трите столбови на власта во една држава е гарантот за почитување на законите и осигурување на правата на граѓаните кои се пропишани со закони и меѓународни договори, доколку се земе предвид дека судскиот совет е токму телото кое што е највисокиот орган на оваа власт, а тој судски совет има серија на незаконски постапувања, практично со тоа се уништува довербата и во останатиот дел од судскиот систем и во самите судови, бидејќи со ваквото постапување на судскиот совет се доведуваат под прашалник и многу други одлуки како што се и избор на судии, разрешување на судии, унапредување на судии и така натаму. Ништо не е променето во Македонија. Истите коментари на Агилар за судството ги давав и јас пред 15 години, оцени неодамна
поранешниот американски амбасадор Филип Рикер, сега и на судиите, и на обвинителите им е достапно писмото на американската амбасадорка Агеле, но зошто до нив не допираат овие силни критики за неажурност на судството, за бавното спроведување на правдата, за застарување на делата, за враќање на постапките од почеток? Затоа што владее еден чуден феномен на отфрлање наместо на превземање на одговорност. Многу чинители, вклучително и во судскиот систем, мислам дека не ја сваќаат во целост одговорноста на функцијата која што извршуваат и со тоа кои се обврски тие ги превземаат за да ја извршуваат ваквата функција. И наместо тоа, многу често гледаме ситуации каде што сите се обидуваат да се иземат од одговорност, наместо да ја превземат одговорноста и да покажат одговорно, отчетно и доследно однесување, какво што е потребно за лица кои извршуваат вакви функции. Навистина е специфично и загрижувачко тоа што не допираат ваквите пораки до оние до кои што треба да допрат најмногу. И фактички тоа можеме да го видиме еве и од последните случувања со судскиот совет, дека на толку критики, на толку направени преседани, одстапување од законот, па дури и целосно прекршување на одредби од законот, тие се уште велат дека треба да им дадеме шанса. По изборот на Сашко Ѓорѓиев за претседател на судскиот совет, уште на самиот старт се фрли една црна дамка во однос на начинот на кој ќе функционира судскиот совет, побара камерите да бидат исклучени, односно да излезат од седницата додека, односно од салата додека трае седницата, со наводно образложение дека ги деконцентрирало колегите суди. Дали на овој начин се остава простор за сомнеш околу можното влијание на одредени политички бизнис фактори врз работата на судскиот совет, околу наводното натрешно несогласување меѓу членовите на судскиот совет? Токму така, сметам дека одлуката да се отстранат камерите од седниците на судскиот совет беше погрешна одлука, донесена во многу погрешен момент. Особено затоа што истата следи практично непосредно откако судскиот совет имаше одржано две незаконски нејавни седници со исклучена јавност спротивно на одредбите на законот и веднаш после тоа, по сите критики добиени од јавноста, тие се одлучија на еден ваков чекор. Токму тоа остава впечаток дека Советот не гледа толку многу проблем во своето сопствено однесување и постапување, но гледа проблем во тоа што јавноста може да го види таквото однесување и незаконско постапување. И токму поради тоа беше исклучително погрешна одлука, од која што Советот ретерираше и веќе на следната седница дозволи присутните новинарски екипи да снимаат. Останува да лебди во јавноста тврдењето, например, на поранешната претседателка Павлина Црвенковска дека се соочила со одредени бизнис и политички влијание врз работата. При разрешувањето на Весна Дамева на излез од салата можевме да слушнеме од неа лично дека допрва јавноста ќе види како се работел судскиот совет и со што се соочува. И никој не презема или не сака да се заинтересира кој се тоа мешетари во судскиот совет. Не ви изгледа ова помалку индикативно? Секако дека да, ваквите изјави во најмала рака се несериозни доколку истите не се проследени со дополнителни информации и чекори за да излезе на површина сето тоа коруптивно и незаконско поведение во Советот за кое што предупредуваат сега веќе две поранешни претседателки на Советот. Дали ова не е доволна причина по допрен глас да реагира обвинителството? Секако дека обвинителството може да реагира по допрен глас и да ги истражува ваквите наводи, особено затоа што тие се прилично сериозни наводи за постоење на корупција во највисокото тело на судската власт.
секако дека обвинителството може, меѓутоа секако дека и самите оние кои ги изнесува ваквите тврдења треба да превземат некои дополнителни чекори, но и самиот совет како исклучително засегнат од целата оваа ситуација треба да превземе чекори за во најмала рака да го обели својот образ и доколку постои некаква корупција да се справат со таа додека штетата не е екстремно голема. При тоа мора да се има предвид дека сите овие укажувања доаѓаат откако членови на Советот прекинуваат да бидат председатели, но продолжуваат да бидат членови во Советот. При тоа треба да се има предвид дека председателот на Советот е многу повеќе символична функција која нема некои посебни овластувања со кои можете да кажете дека притисоците и каналите за корупција доаѓаат преку раководителот на институцијата, односно председателот, бидејќи судскиот совет е колективен орган, а председателот е таму само прв меѓу еднаквите, оној кој треба да ги координира седниците на советот, да ги подпишува актите и така натаму, бидејќи еден мора да го прави, тоа нема да можат сите заедно. И тоа особено загрижува за тоа што тие продолжија да бидат членови, покрај тоа што кажаа дека се соочуваат со исклучителни притисоци од политички и бизнис елити, тие продолжија да бидат членови на Советот. Нивниот мандат престана само како председател на Советот, меѓутоа сите нивни надлежности како членови, обврски и одговорности кои ги носат остануваат и оттаму е несватливо зошто ваквите притисоци би престанале само затоа што некој не е повеќе председател. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и вам.